Во Еврохотел Градче денеска се одржа информативна средба на која присуствуваа сточари од Кочанскиот регион и од соседните општини и се запознаа со пренесителот и преносителот на болеста јаснеста кожа и мерките за заштита од истата. Информативната средба се одржа во организација на мрежата за рурален развој, која по појавувањето на болеста јаснеста кожа започна да работи на откривање кои се причините и преносителите на болеста која го напаѓа крупниот добиток. Денеска сме овде по повод проблемот кој што е појавен скоро во однос на јазлестата кожа, болест која што ги напаѓа кравите. Тука сме затоа што во моментов мрежата за рурален развој спроведува проект на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Веќе 4 години работиме на оваа проблематика, меѓутоа работевме во областа на лозарството, градинарството и овоштарството со презентација на адаптивни мерки кои што треба да се превземат за да може да се заштити производството од овие негативни ефекти. Меѓутоа, од оваа година започнавме со работа во сточарството, затоа што негативните ефекти се отчувствуваат и во сточарството, посебно во оние денови кога има топлотни удари со намалено производство. Меѓутоа, овој настан денеска е како резултат на нашата активност во тој дел во сточарството и изработивме материјали, брошура и постер за јакнење на свеста кај фармерите што треба да превземат пред да се појави оваа болест. На средбата присуствуваше и представник од Агенцијата за храна и ветеринарство, кој истакна дека тие како агенција не можат конкретно да излезат информација колку говеда се заболени од оваа болест, бидејќи таа постојано варира. Нашите согледување од терен, значи ние како ветеринарна служба со теренските активности веќе имаме направено контакт со сите земјоделци, посебно сточаристите каде има појава на ваква болест и тие и додека другите кои не се информираме ги задужевме вака преку медиумите и преку другите расположиви средства за да дојдат и на време ги пријават животните заеднички со ветеринарните станици, значи во Штип и во регионот, во истиот дел на регионот за да можеме да презема заеднички активности. Така да мислам дека болеста со добра информација и со самите сточари кои имаат веќе информација ќе биде навремено сузбиена, така да не можеме да не даваме и понатаму да биде проширена во нашиот дел. Сточарите од Кочанско се исплашени бидејќи иако засега во Кочани нема заболена стока од јазнеста кожа, сепак постои опасност истата да се прошири. Затоа сум дојден да чуеме како можеме да го спречиме тоа. Како треба да ги излечиме или да ги вакцинираме кравите. Со која работа некои има сега и зборуваат дека кои се потфатени крави тие да се вакцинираат. А директорот од Скопје кажа дека секоја крава која е у живот да се вакцинира, а не само дојдените крави што се болни. Предавач на средбата беше професор доктор Методије Трајчев од Факултетот за земјоделски науки и храна, а сточарите ги добија потребните информации за мерките за заштита од оваа болест.